Добар, убав и среќен ден нека ни е со Аирлија и со благослов. Сето тоа што ни престои во денешниот ден. Голем поздрав од комплексот Етно село Тимчевски, заедно со нашата екипа на Вкусот на традицијата. Овде сме само за вас, како и секогаш. Ние и вие заедно ги создаваме овие емисии Вкусот на традицијата. За денешната емисија ќе ви подготвам јавнија со пилешко мевце. Значи, не мора секогаш да биде со телешко месо и компир јавнијата, туку ќе ви дадам еден предлог како можете да ја направите вкусна, не многу скапа, ефтина, да не ви го наруши многу буџетот, а да ви излезе едно цело големо тенџере, јавниот да седнете сите и да се изнасркате. Ке ви го кажам мастрафот за четворица. 4 лица да руча, 4 до 5, нели? Ке ви биде потребно 2 билешки стека, насечкани на коцки, 2 морковчиња, половина китка мактонус, 1 главица кромит, 200 грама грашок, 3 до 4 компирчиња. По желба, ако имате помалку мевце, ставете повеќе компир. Толку едноставно. 2 лажици павлака или 2 лажици кисело млеко или 1 чаша јогурт. Масло по потреба, мешан сув зеленчук, бибер, триена сол, малку буковец и 1 кафено лажиче сем. Семфот ќе направи чуда. Преминуваме на дејствие. Ќе ставиме сега масло да се загрее во тенџере. Околу 1 децилитар масла, потоа ако треба ќе додадеме. Кромидот ќе го насечкаме на коцки. Како го сечкаме, така го ставаме во тенџерето. Можете да ставите и лукче по вкус. Значи, не е неопходно. Јас кога нешто не е неопходно да се стави, не го ставам во потребни состојки, туку ви кажувам по вкус, ако сакате. Го ставам кромидот. Да се прži. Така. Сега ќе го ставам и морковот. На четвртинки. Силен ми е оганот, морам да го тргнам настрана, да не изгори. Морковот оди кај кромидот. Така. И вториот морков. Баш убаво. Значи, јас практикувам барем неколку дена во неделата да јадам чорба. Некако ми е многу подобро и подобро се чувствам, отколку постојано само сува храна. Така. Сега промешувам. И ставам зачиња. Малку сол, малку мешан сув зеленчук, околу 1 кафена лажичка. Или можете да ставите и коцка зеленчукова за супа.
така. Пропржувам да се добие тој мирис што само во Македонија кога се прави манџа го имаме. Бибер, половина кафено лажиче и тоа е исто така по желба. Другите зачини ги ставам подоцна. Сега наред е месото, а потоа ќе ги додадам компирот и грашокот. Одлично. Еве, веќе ја промени бојата кромидот, доби медова боја. Омекнате, стаклест изглед. И ова ќе се вари, го додавам сега месото. Ете така. Промешувам. Каков убав мирис. Малку само да се пропржи мевцето. Не го пржам, затоа што тоа ќе се вари. Ама ќе има прекрасен вкус токму заради присуството на пропратните зеленчуци, грашокот, компирот, морковот. Така, да обели мевцето и толку, доста му е. Можам сега да му додадам буковец. Да се запржи малку пиперот. Па една кафена лажичка ќе му ставам. Поинаку е кога ќе го запржите, поинаку е кога само така ќе го ставите. Многу е голема разликата во вкусот. Неверојатна разлика има. Убави. И вода по потреба. Во потребните состојки имаме и вода по потреба и нели масло по потреба. За неколку минути веќе ќе биде готово пилешкото месо, доволно испржено. Ете така, таман си е. Прекрасно, прекрасно. Го додавам сега грашокот. Грашокот можете и свеж да го користите, можете од конзерва, можете замрзнат. Додека тоа се пржи, јас ќе му го додадам и компирот, но претходно ќе го пресечам. Веднаш го ставам тука, кај останатите. Ова се млади компирчиња. Уште побаво ќе биде. Така и третото компирче. Го додавам и компирчето. Вода ќе налееме, топла вода, да има да се срка со лашица.
Сега ќе додадам малку сенф. Сега ќе го додадам. Доволно е ова. Ова е сосем доволно. Така. Сенфо чуда ќе направи. Значи, токму со 2 стека да не јадете цела фамилија. Затоа што вообичајно или ако земете, ако пржите, ако е некој вака по јадешен, што би се рекло, значи 2 стека на еден човек, а вие со 2 стека можете ова јавнија да ја направите и сите да седнете, да сркате и здраво е. Одлично, затоа што сум ја мераклија на вкусот на лукот, сакам да ставам малку лукче. И нема да погрешам ако ставам лукче. И тука сега да се пробржи малку, неколку чешниња мале, овие се малецки. Вие 1 или 2 чешниња ставете. Ето така. Нека има и лукче, нека биде поздрава јавнијата. Така. Одлично. Повторно промешувам. Тоа е тоа, комбинацијата на сенфот со лукот. Каков вкус ќе добиеме. Сега, ќе му додадам триена сол, сега и ноктецот да замирисе. Ете така. И уште малку ќе му додадам зејтинче. Македонска манџа мора да има зејтинче. Каков мирис се шири. Сега ќе налеам вода и ќе оставам малку за да ја растворам павлаката. Литар и пол ќе треба вода. Сега ќе оставам да почне да врие и кога ќе биде сварено месото, веќе да сум сигурна дека е сварено, потоа додавам павлаката, растворена, нели, во малку водичка, и макдоносот и тогаш ќе пробам за сол. Останете со нас до следната постапка. Одлично е сварено и мевцето, и компирчекото, и грашокот. Сега ќе ставам павлаката и ќе ја растворам во вода. Можам да земам и од оваа вода. Се исто, или може и да додадам и малку свежа вода.
Мислам дека е доволно ова. Сега оди право во тенџерето. Така. Сега го ставам и макдоносот. Ќе оставам уште 5 минути да докрчка и тоа е тоа. Останете со нас до послужување на чорбата. Ја пробувам сега. Јас би додала само уште малку сол. Прекрасен вкус. Доволна. Се гледаме на трпезата. Време да се нацркаме чорбичка. Тоа е со ова јавнија со пилешко мевце или чорба, како сакате наречете, со грашок, со морковче, со кромиче. Гледајте што е убава. Токму вака треба да биде густа. Може со неа и салатка, лути пиперчиња, лепче, што и да е, прекрасно ќе одговара, а можете и само така да ја јадете. Мозок, и грашакот, и морковот, и мевцата. Нема да го испуштам овој момент. Со ова убаво лепче што го месат во етно село, во кујната. Јас велам дека лаже оној што никогаш не мацкал и не сака да мацка, затоа што тоа е дел од нашата традиција. Тоа е нашето уживање. Драги мои, направете оваа чорба или јавнија со пилешко месо и уживајте. Значи, со многу малку ќе направите ручек да сите бидат со полни стомачиња, да уживаат во вкусот и да бидат среќни што вие сте го направиле тоа за нив. Јас ќе останам и ова ќе го поделиме со вработените во комплексот Етно село Тимчевски. И, драги мои, знаете како велат, во денешно време да имаш неискварено и топло срце, тоа не е слабост, напротив, тоа е врлина, тоа е херојство. Затоа, драги мои, сепак чувајте си го тоа што се го имате, како добрина, како топлина, како љубов. И велат дека ако си добар човек, не може да те направат лош ниту лошите луѓе, ниту лошите времења. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата.